образ имам сретнато пред 2 години. Прв пат, кога веројатно решиле да го купат станот. Меѓутоа, станот е сега при крај и тој ме повика мене, нели, за да го видам, да го разгледам, да направиме некакво решение. Шуба е една. Па не е лоша, не е лоша. Не е лоша. Голема, со сакоина? Мене ме кепшто се допаѓа. Имаш убава инспирација како архитект. Вака, имате некакви посебни желби за дневната соба и којната ја гледам дека е баш голема. Не, брако дневна се, просто кажа. Тие имаат веќе некаков концепт, нели, како сакаат да им изгледа станот. И сега нормално јас треба тука да влетам со моите идеи и разработки. Значи, каво, седење, гарнитура убаво, црвено, биотече нешто така. Генерално за цел стан сакаме светли бои, не бела боја, туку светла, крема стана, така нешто. Како цветовите, така и самиот намештај, значи да бидат на светла нијанса. Значи може да си играат комбинации, но генерално доминира светло. Генерално сака да има се многу светло, функционално, да не биде пренатрупано, тоа е. Осветление се добува, се вклопи, така да... Добро светло, добар телевизор, добар кауч. Уживанција. Кујната, во тој простор таму кога се е наредено, значи ќе биде како некоја продолжение на дневната. Да, отворена. Сега можеме и елементите и дневната нешто со шамче, нешто така да се направи. Шамче, трапезариска маса, нешто тука да се осмисли. Кујната исто така со некои светли нијанси. Таа просторија таму е купатилото. Така? Едното купатило, што има уште едно таму, едно купатило, други простори. Ова е гардеробе. Идејата со гардеробе беше дали да се влегува тука или од спалната. Треба да ве запечатам, цел стан и да зупштуваш. Така искаме, многу идеи само ни се прекаат, идеи само нешто модификуваме, оставаме на тебе конечно да речеш вака и вака ќе биде. Добра. Спална, кревет тука. Нема кај на друго место. Има полици, такви работи се наредат се. Таму работна маса или шминкерна? После две купатила шминкерна не ни треба, така да мислим кога отиде работна маса со биро да може компјутер и нешто така да се стави. Добро. На така Една бања плюс. имаше една бања и детска соба. Ајде. Една врата, плакарчиња нешто за контури такви работи. Тука исто е плакар гардероб, како ќе се осмисли. Тука е мала остава. Тука е неговото купатило. Делува како да е стан во кој што иницијално била дневната со кујната, спалната со бањата, а му е додаден дел од уште некој стан, со уште една огромна соба која што ќе им припадне на децата. Колку деца имате? Две. Ја беше ова првично две соби не буду. А нема време, значи како што се, нема потреба да ги настануваме, да си бидат една голема соба. Кога сте? 2 години. Мајко мила. Фудбал. Таква детска соба, значи не знам, секој дете би можело да посака. Сега маси нешто такви работи нема да. Нема потреба 2 години што се ги трата школа. Тогаш. Сега кревети, полици. Така, да, нешто за детска соба, разиграна така. Океј. Бањите се океј, бели, празни, во коткички. Значи има еден момент кој што на конкретниот објект ме извади од колосек, од движење, од планови и од се комплет. Значи работите нарачани, акрон произведен, паркетот не е готов. Паркетот во станот се кренал од XY причини. Инвеститорот не ќе да го смени. Се до еден момент кога јас дигнав раци и реков више не сакам ништо да правам, реши си го паркетот и после обратете ми се. Станот генерално изгледа убаво, иако мислам дека има некои корекции во кои што ако не ги поправат луѓето од зградата кои што се уште таму работат, ние ќе треба да ги коригираме. Бели коцкички со бела санитарија, бела кујна, бели тавани, бел кревет, бел мебел во дневната и во спалната. Единствено од практични причини, софата ќе биде во боја и среќа подот е во дрво. Океј, семејството има одредени барања, белилото не ми пречи дури и го сакам, затоа што дава шанса да дадеме боја на ѕидовите, во деталите и целиот амбиент да остане прилично светол и лесен. Имаме можност да се разиграме, а каде на друго место освен во детската соба.
за која можам да потврдам дека е вистинска реткост во стан во емисијата да уредуваме толку голема детска соба за две мали дечиња. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Бидејќи подовите се реално готови, значи имаме димензии, ограничувања со ѕидовите, не мора да чекаме за да ги нарачаме плакарите во Акрон. Една ни е тоа што тие ќе го нарачат утилитарија, тоест гардеробер во спалната соба. Втората позиција ни е во ходникот, третата позиција кај децата. Добро, вака сега позиција спална соба. Да, малку срушивме, малку отворивме. И толку е. И па е малку, ама тоа е. Меѓутоа искористивме максимум што може да се искористи од тој простор. Влезна врата, колку што простор за влегување За да сам се по протне, да, еден по еден. Огледало на вратата за да може да се видат цели. Внатре, значи од десна страна има длабок дел за закачување, за закачалки. Од другата страна исклучиво за полици за диплење, толку е кнап простор. И сега внатре е специфично што има доста греди. Некаде успеавме да ги подскриеме, на други места не можеме. Да, доста се големи. Големи се, по 30 сантима се високи. Да, и сега за има добар пристап до просторот горе, позади гредата. Гледавме оние најгорните полици ги симнеме на висина за да има голем пристап, да се бутне било што. Затоа ме прашуваше колку ни се високи клиентите, да не се многу големи. Да, и од страна има еден столб, меѓутоа пристапот е Колку не пречи тој толку многу, да, пак се гледа. Повеќе внимававме за горе, барам да се искористи. Колку е 30 сантима? Па горе дева, од едната страна 30, другата 20. Добро. Тоа е за Другата? Плакар детска соба, исто греда. И тоа пред плакар, значи пристапот беше проблематичен за горниот дел. Така да спуштивме колку што можеме за децата. Да, они се закачување, да. По-нискички тие. Ниско закачување, така да горе добивме 30 сантима за период. И плакар влезен ходник. Интересната дупка. Дупка, да. Намерно го Не, таква е. Добро што ја оставиле, што не ја затвориле онака. Демек безрамна. Добра идеја за велосипед во вертикална положба, така да висина оставивме за да има пристап за тоа. Од другата страна фијука за чанти беше таа фијука. Така, и закачување. Така машко-женски дел. Велосипед алатки и овдека чанти. Еден од главните мотиви на дневната е ѕидот во камен.
по мое мислење, мислам дека оваа класичната травертин буња ќе биде најдобра за нив. Го побараа кај телевизорот, но немаше начин ни кај да почне, ни кај да заврши. Па јас одлучив да биде зад гарнитурата, затоа што друга боја во дневната речиси и да нема. Класичниот травертин има црвеникаво кафени нијанси во себе и тоа ќе изгледа одлично во белокремастиот интериер. Во пунктин се досадив, оти само кревет им нарачувам. Но овој пат ќе имаме една многу убава лежалка која што ја видовме на сајмот, последниот сајм, тоа е нов модел. Всушност е како фотелја клацкалка. И е баш интересен модел. Супер. Додав кај вас да изберам некоја штосна фотелја ми треба. Голема убава дневна, акцент во просторот ми треба, знам дека кај вас ќе најдам. Така, на вистинското место си. Што јас ќе го предложам како овој модел тука, ораква, со дрвена конструкција, во орев интработена, моментално изложена е во кожа, ние работиме и во мебелштво. Беше изложена на новогодишниот сајм. Тоа сакам да кажам, да, можеби веќе ти е познато од таму. Многу е удобна, можеш слободно да пробаш да стирнеш. Веднаш ја пробувам. А ја познам, ти кажам од сајмот. Да, сајмот беше декоративно. Баш нешто вака ми треба, баш акцентчево простор. Така, да. Нешто најново ни овој модел тука, овој тросет, уникатен тросет, за разлика од другите што ги работиме, се работи исклучиво само во кожа. Надворешен штеп, можеме тука да видиме. Штепот е надворешен, се работи тросет, двосети фотелја. Суставот е со мемори пена, значи седењето е со силиконски гранули, супер е удобен, можеш и него слободно да го пробаш. Ова е другиот што сакам да ти го покажам. Беше изложена на сајмот со така за мебел, полуклацкалка е, изработена е во мебелштво. Имаме ти покажам и доста така. Ти покажам на другите. Ова е аква клин штоф, кој се задржува многу летно, се чисти со влажна крпа. Убава му е текстурата. Текстура во различни бои, да. Голема палета има на бои. Ова многу ми се допаја. Да. А овие другите? А овие другите се мазни. Стварно се многу бои. И конечно има и вакви јарки бои. Така, да. Малку се посмели, ама доста се смели. Да, со боите, меѓутоа се нарачуваат, да. Нарачуваат и тие. Добре, јас мислам веќе дека го имаме моделот, а и ние. Сакам да ја одберам. Заврши право. Супер, одлично. Врховната команда на објект однос на боите ќе биде Јана. Ако капнеме, ќе да посива. Ако капнеме кафеава што ќе добиеме? Ако капнеме црна ќе идеме на кафеава. Сиво, ако ставаме кафеава ќе идеме на кафеава. Ја кафеава. Не ми се допадна нијансата, ми беше многу на розево некако и го замолив Буки да ја промениме таа боја. Значи сакаш да поише на жуто на како? Поише на жуто и малку подобно. Во дневната главниот акцент е на камениот зид. Тоа е бојата во дневната соба. Се друго треба да биде светло, нежно и бело. Чундави бараа да биде бел станот. Јас од прилика баш и не сакам многу бели да ми бидат зидовите, па сакам да има некаква кремаста нијанса, меѓутоа кога стигнавме во станот и кога почна да се бојатисува дневната соба, констатирав дека нема поише од 2 зида да има во крем боја. Спалната една да биде темно сина, а детската да биде
девојчуреста, розеникава, виолетовка. Бојата во детската соба нема да ја мешаме. Туку ја нарачавме готова, веќе подготвена на машина. Одбрав нежно сино-виолетова боја која изгледа како лаванда. Собата е голема и бојадисани ѕидови воопшто нема лошо да му стојат на овој простор, кој треба и дополнително да биде разигран, со тапети. Од декори дом, значи ми треба тапети за во детската соба. Поточно беше, имам дилема дали треба да биде постер или треба да биде тапети. Тапетите ќе фатат на цел зид, тоа ќе бидат окей. А постерот е сегмент, бидејќи соба не 5,5 метри долга. Здраво, Јана, како си? Добро, супер, дојдов денес по детски тапети. Две девојчиња се, две принцези, така да нешто на розетко, нели? Да, детски тапети, ја имаме долго очекуваната колекција на Дитер Бојан. Значи можеш да ја погледнеш, ова е нешто ново. Пак ново. Пак ново, така. Ете, пак ново, значи. Ова колекција е долго очекувана и е долго правена за најмладите фанови и доста внимателно правена, значи можеш да ги погледнеш лицата на ликовите. Тие се насмејани, весели, така, пружат едно убаво расположение кај децата, баш така како што заслужуваат и најмладите принцези Нели пирати. Да. Да, баш се добри. Да, но е така, ево може да ги видите. Ќе ти покажам и една фототапета, имаме нов каталог, кој е составен од 4 бренда, значи од Disney, Pixar, Marvel и Star Wars. Значи ова е нешто најново, го имаме и актуелниот цртан Frozen. Да, сите го сакаат, сега Сите тоа го е модно. сакаат, така. Може да ги И разгледаш. Spider-Man исто така, секогаш. Баш за kids, ете, тука. Па, мислам дека ова ќе им се допадне, ама јас некако си замислував тапети да се, а не фототапет. И да измешам, например, од две различни шари, затоа што наистина ни е долг ѕидот. И за тоа некако така си замислував. Супер, сега ќе ти покажам. На розе имаме нешто интересно. Што ти кажеш за овие? Ели тука. Супер, супер си. Супер си. Цвечиња заедно си одат, така нели они се комбинација. Цвечиња. Па симпатични, се не си ни премногу нападни. Така, овие пак ќе ги земам. Ги земаш, добро, договорено. Додека да стасаат тапетите и пред да ги залепиме, започнуваме со мебелот. Први ги порачавме, први ги поставуваме вградените плакари на Акрон. Практичноста е на нивна страна. Со издупчените страници, секој пат полиците може да ги распоредувате каде вие сакате. Први ги нарачавме плакарите од Акрон, први стигна на објект, веднаш после завршитокот на паркетот. Измонтирава од детската и се појави јас тука некаде. И црташ, затоа те прашував, ја судиш од дека... Не опачки треба да. Више да ставам сега од дека гардеробната нека бада, да. Да, тука за точак едеме место, така што нема место за гардеробната шипка. Евентуално за дека. За делцото. Е добра, нека стои да ја искориста до дека поточок. Да. Во детската Борче нетрпелив. Зема, мери, сече веднаш уште пред да дојдам. Среќа не ги испосече сите, бидејќи се земени повеќе. Ајде, Ива! Ајде што? Ајде.
Добра. Така сега. Сакам со Ливи да тргнеме. Почвака. Од тука наватам 2 ленти риги. Тие таман како што си ги нагледам ковчињата, 1, 2, 3, колку патат. Добро. Па малце од ова друго. А имаме 2 ковчиња. Тргни, па ќе ти кажам дали ги ставиме. Значи прво 2 соли на риги. 2 со ригички, па ковчиња, па пак таму со ригички да завршиме, а ми се буховите со овие цвеќенците да ги смешам. Па генерално тапетите, значи од тоа што го има на лагер, има 3 такви и едноставно ќе треба мора да се најде шема за да се искомбинираат, баш ка што цел цит од крај до крај да биде па во еден тапет, толку долг, мислам дека би било многу додадно. Добро да се допадна тапетите? Супер се, супер. Добра. Но ти не ги видов до крај па. Супер испадна, да. Одлично. За една друга детска соба подготвуваме постери по нарачка во Пан, па додека нашиот стан се подготвува, една посета и до нив. Јас сум прв пат кај вас во Тетово. Овој пат имам ситуација кај што треба некако да стилизирам голем ѕид во детска соба. Знам дека вие чуда правите и имате некои интересни решенија, нешто за сметка на класично лепење тапети. Уште не сум сигурна што ќе биде, ама ти ќе ми кажеш што може да изработите. Најчесто сме лепели тапети за вашите проекти, така целосно ѕидовите биле облепувани. Меѓутоа во последно време исто така многу интересно се спомене дека има и платна, значи печатење на канвас платна и уврамени нели на дрвена рамка во повеќе делови, во една голема слика и слично. Истите тие да се нели закачат на ѕид како би тоа изгледало многу интересно. Значи збориме од уметничка слика што може да се репродуцира со дигитален печат, па се додаде некој наш дизајн, илустрација и слично да се нели тоа имплементира. Сега пошто зборуваш за детска соба, не дека не е возможно и за детска соба да направиме нели платна, со тоа што имам ја ќе ти покажам тука нели некои детски илустрации и може да се направи нешто и во врска со тоа. Ако им се допадне на клиентите, ќе одиме со таа варијанта. Ако не, тогаш ќе пробаме нешто со нели ѕидната пета да го облепиме целиот ѕид. Јас како што разберам опциите ми се без никакви ограничувања. Да. Ајде сакам да видам нешто кои ми се опциите што можам да изберам. Вака, тука сега пример имаш еве овие сликички што се многу интересни. Ова е испринтано, значи. Ова е да, веќе е испечатено, врамено и закачено на ѕид. Так. Чисто да видиш како изгледа. Тој ѕид дали е во некоја боја во моментот? Во моментов е никаква. Добро, околината каква ќе биде? Мислам останатите ѕидови ако некој остане празен, чисто да знаеме. Па тоа уште немаме со сигурност сечно зависи доколку е малку понападен ЗИДот, тогаш со како и да е, веројатно некоја пастелна розева боја би личело да остане во позадина за да нели ако ви ставиме овие сликички да дојде по добар израз, значи пошто тие ќе бидат со појаки бои, нели така зелени, портокалови и жолти. Значи за ЗИДот нешто ќе решиме сигурно. Ама забележав и на постерчиња реклами и друго што работите. Па така, ние сме значи комплетна графичка фирма, се занимаваме нели со печатење на дигитален табачен печат, сетен широки формати, лазерски сечење, гравирање, реклами. Па објасни ми што со тоа? Значи тоа е лазер што нели може да се гравира на него, да се отсечува, значи привезоци може цело да се направи од плексиглас, и форма и гравирање, и значи да се обои. Значи креативна работа е пред се. Може да се гравира готови работи, пенкалца, некои украсни, некои кутии. Значи, јас имам опција да дојдам со готов дизајн и вие да ми го изработите или постои она опција да вие нешто ми понудите како решение? Значи двете опции се во ред, со тоа што доколку немате можност, ние имаме значи графички дизајн во нашата понуда. Значи може да изработиме било што. Супер. Ќе се имаме преглед. Одлично. Бајничките ни се готови, нели, спремни. Бели. И не треба санитари, значи они се договориле од зградата да не купуваат санитари, туку ние треба да ги набавиме. Значи 2 шоли, една кала големата, мјаулници, бойлери, машина за алишта и една хидромасажна туш кабина.
Еј, супер. Да, за децата, да се разбува. Супер. Убаво е да нарачуваш практични работи како тушка бина, шолја, зашто без нив не се може. Ама уште поубаво е кога треба да се нарачаат светилките, зашто тука влегуваме во оној сегмент кој му дава печат на станот и убавина на просторот. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. И сакам да одиш до светилки, имаш некаква идеја? Имам. Имаш? Имам, ама манек се, стално има нешто ново. Сакам да видам што има, ако не имам варијанта во главата, мислам дека знам. Дениса, здраво! Да. Јас гледам нов бренд има кај вас. Така. Овие се, значи, најновата колекција од Артемида. Одлично. Италијански бренд. Познат. Што пристигнат, да. Значи, има повеќе модели, како што гледате. Повеќето се со лед. Значи, различна ватажа. Да. И различен дизајн исто така. Така. Сите се специфични, сите се различни, по тоа и познат брендот, затоа ми е многу драго што ги гледам кај вас. Така и за поавангардни, значи станови, кафичи, ресторани, значи буквално за секаков интериер. Атмосфера, значи, се уште не се изложени повеќето модели, како што е моделот Фоскарини. Еве дизелот, например, овој модел, преубав. Значи, да. И сигурно секоја од оваа светилка ќе сместиме некаде во некој од нашите интериери. Ќе одиме натаму да ми покажеш и онај нешто ново? Ајде. Овој веднаш го препознав, дизајнот. И во различни бои, така? Да, тоа е, значи, од колекцијата на Пирс, исто од Артемида брендот. Го има, значи, во 3 нијанси, црна, бела, златеста боја. Значи, тука се и моделите на Толомео. Како што гледате, прибавата дзидна светилка. Ова е плафонски, така? Да, ова е плафонски лустер. Значи, имаме од истата програма во височка верзија. Каде тој во височка, ќе ми го покажеш? Понамака, значи, може да го видиш. Да, ова е височката верзија. Одличен, одличен. Јас ке си ги имам на ум, дека ги имате, па ќе кажам дека ми е навистина ќе
Сега ќе те замолам да скачиме горе, за да ми помогнеш да изберам од оние текстил колекцијата, заради тоа што баш тие си ги имам наумено за еден интериер. Така, повеле? Ајде, да одиме нагоре. Имаме многу јак распоред, нели? Што треба да се случи. Да. И да видиме кој колку ќе успее. Не може. Абе дај ми онакво. Але да сега ги стругавме од Цабајле и не ќе. Чундевци покажаа дека се изгледа љубители големи на вино. Јас искрено мислев дека ги утнал димензиите, ама излезе дека имало два мјалника со исто име, ама малку поразлични. Да. Малку поинаки. Не може, затоа што ме го уништуваш елементот. Нема толку многу елементи во кујната. Од целата детска соба највеќе ми се допаѓаат полиците со скалите. Не типични се, а баш се ефектни што јас им се радувам не па деца. Уживајте со Ајде дома до следната емисија. Бога ми финички, дечки, решило со ќошево за вино. Викам, смисли нешто вино, ама го смислено. Гледајте не секоја недела попладне во 14:40, со репризи во четврток во 14:40.